Фразата социјална дистанца станува нова парадигма на живење, но бидејќи буквално означува оддалеченост од општеството, а во почетокот на епидемијата се користеше за укажување на физичко растојание, оваа фраза подоцна почна да ја избегнува и Светската здравствена организација. Всушност, социјалната дистанца како оддалеченост од заедницата, како меѓусебна отуѓеност и дистанцираност на луѓето еден од друг до крајна изолираност и атомизираност на битието, е основниот проблем на денешницата. Инаку, мислам дека физичкото дистанцирање, физичкото оддалечување од другиот е предуслов за вистинско заедничарење. Оној што не може самиот со себе, не може ниту значително да придонесе за заедницата. Оној што не е помирен со себе и во заедницата ќе го проектира својот душевен метеж, зашто заедницата секогаш е огледало на поединецот. Кога е сам, социјално дистанциран, човекот за својата личност често негува некакво повисоко мислење, живее во различни илузии за себе. Само во соработка и во диалог со другите, секогаш излегуваат на површина нашите недостатоци. А кога се појавуваат општествените проблеми, тие секогаш се можност или да ја согледаме нашата грешка, или некритички, агресивно да ги обвинуваме другите. Значи, човек мора во себе да има изградено вредности кои ќе ги вложи како свој придонес во заедницата. Од една страна, човекот кој не се чувствува дел од заедницата, кој е социјално дистанциран, не може да расте во личност на која себичноста и задоволувањето само на својот интерес нема да и бидат идеал во животот. Некои добродетели се стекнуваат во заедница, но основата на добродетелите е духовна и се создава во однос со Бог. Во срцето се обликува личноста на човекот и кога душевниот живот е во хармонија, тогаш срцето настапува како регулатор на силите на доброто и злото, вели архимандрит Јован Крестјанкин. Но човекот затрчан по некои други материјални интереси, кои не се зло самите по себе, го изгубил патот до своето срце. Човекот се отуѓил од себе, а со тоа неизбежно и од другите. Затоа, ние мора да го пронајдеме патот до своето срце. Исус Христос во параболата за синот кој од таткото го побарал својот дел од наследството и заминал во далечна земја, потрошил се што имал и на крај се освестил и се покајал. За тој син вели, кога си дојде при себе, на црковнословенски все беже пришет. Кога човек ки си дојде при себе, тогаш си дошол дома. Срцето е домот од каде што тргнуваме и каде што се враќаме. Ако човек не наоѓа време за доброволно физичко дистанцирање кое ќе го искористи за молитва и душевно самоиспитување, тогаш доаѓа време кога принудно ќе мора да остане дома и да се соочи со себе и со некои прашања за повисокото значење на животот, кој пак мисли дека ќе ги избегне со хиперактивност и потрага по инстант задоволства. Затоа, да ги искористиме овие денови на физичка дистанцираност кои се совпаѓаат со деновите на страдалната седмица во која го следиме страдалниот пат на Спасителот кон Голгота, за да ја надминеме социјалната дистанцираност. Со молитва и духовно созерцание да се приближуваме, да се соединуваме со Бога, зашто само на тој начин се надминува и социјалната дистанцираност, тоест отуѓеноста од ближниот. Наоѓајќи се неволно дома со денови, најдобро е да го поминеме ова време во обид да стекнеме некаква корист за душата. При силниот пролонгиран престој меѓу 4 ѕидови не е лесна ситуација за денешниот човек. Ние сме навикнати да брзаме, да ги решаваме проблемите во движење, да поразговараме само во кратките кафе паузи. А сега ќе мора повторно да учиме како да останеме на едно место подолго време, да комуницираме со најблиските, да се дружиме со нашето семејство и, што е најважно, повторно да учиме да бидеме со себе. Периодот на присилна пауза е одлично време да погледнеме во себе, прв пат или повторно да се спознаеме самите себе, да научиме да се разбираме себе си и да се прифатиме какви што сме. Прашањето за себе прифаќање не е толку едноставно како што изгледа. Важно е при тоа да не одиме во крајности. Православната црква има свое гледиште за овој проблем. Од моментот на древниот гревопад,
Стариот човек влезе во душата и го замагли, го засени Божиот образ во нас. Свети апостол Павле вели, ако нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот се обновува од ден на ден. Затоа наша задача е да го зауздаме, да го ограничиме надворешниот човек, така што внатрешниот човек да расте и да се обновува. Протоери Александар Шмеман вели, почетокот на лажната религија е неумеењето да се радуваме, поточно отфрлањето на радоста. Ако ја имаме предвид заповедта, сакај го ближниот како себе си, тогаш ќе разбереме дека само прифаќањето, љубовта кон себе како кон Божјо создание е чесен поглед во себе, соодветно восприемање на своите добри страни, а секако и на нашите лоши страни. Човекот е создаден според образот и подобието, тоест според ликот и сличноста на Бога. Затоа вистинската љубов кон себе е стремење, постојан напор да се вратиме во богоподобната состојба, која што беше изгубена како резултат на гревопадот. Можеме, дури и сме должни, да истражуваме, да се испитуваме себе си, барајќи ги своите недостатоци. Сепак, секој од нас мора да свати дека главното не се нашите гревови, туку желбата и решеноста да се поправиме, да се исправиме. Современиот светител Порфирий Кавсокаливит често велел: Христос е ваш пријател, тој ве сака, тој не ве плаши со вечно мачење во пеколот. Како што расте нашата љубов кон Христос, така ослабнуваат нашите страсти, тоест нашите зависности. И обратно, колку што страстите се намалуваат, толку расте љубовта кон Христос. И ова треба да потекнува од чисто срце и со радост. Прифаќањето на себе. Себе прифаќањето пред се е можност да се соочиме со себе и со сопствените карактеристики без негативна оценка, туку едноставно како факт. Како што спомнавме, самиот Господ потврдува дека почетната фаза на љубовта кон Бог и кон ближниот е љубовта кон себе. Со други зборови, престанете да се гризете и да се навредувате од која било причина. Христијанското смирение не се состои во омаловажување на себе си. Наместо да го согледаме својот грев, да се покаеме и да одлучиме да не го повториме, да му заблагодариме на Бога и со радост да продолжиме да живееме, ние долго време внатрешно се разјадуваме за едно и исто, постојано наоѓајќи во себе нови причини за омраза кон себе. Значи, себе прифаќањето бара душевна кроткост кон себе. Духовното смирение ја прима Божјата благодат која му се дава на секој верник во молитвата, покајанието и правењето добри дела. Само небунтовното срце, кроткоста кон себе може да ги прифати своите несовршености и со благодарност кон Бога да продолжи да работи за усовршување и обновување на личноста. Вреди да се напомене дека себе прифаќањето придонесува за соодветно проценување на себе си, за емоционална стабилност, душевно здравје и духовна рамнотежа. Додека агресивното себе омаловажување, омразата кон себе всушност е суптилна манифестација на порочната гордост. Тоа би значело дека ние имаме превисоко мислење за себе и не толерираме никаква несовршеност во себе и негодуваме, се бунтуваме против Бога. Никако не смееме да го загрозуваме нашиот живот кој што е Божји подарок. Разликата меѓу верникот и неверникот е во тоа што првиот ја осознава Божјата љубов. И оваа љубов е толку силна, таа е доволна за да ги пополни сите наши недостатоци. Довери му се на Господа во твоите мајки и тој ќе те подкрепи. Никогаш нема да дозволи праведникот да падне, се вели во 54-тиот псалм. Нема смисла од себе да бараме итно совршенство. И потоа, кога ќе сгрешиме да се обесхрабриме, да паднеме во очајание, односно одиме од една во друга крајност. Од друга страна, прекумерната љубов кон себе обично води до незаинтересираност и до погубна небрежност. Развојот на личноста, духовното усовршување на личноста треба да биде придружено со себе прифаќање, но не смее да остане ниту да заврши на тоа, инаку ризикуваме да се лизнеме во другата крајност, во баналниот егоизам. Значи, пазејќи се од крајностите, да се обидеме, да се сакаме себе си како Божји образ и да се однесуваме кон себе честно, со радост и со грижа. Да не ги оправдуваме своите гревови и престапи, туку да ги признаеме, да ги исповедаме на света исповед
и постепено да ги исправаме благодарејќи му на Бога за се.